Сакам да кажам, значи мораме ние реално да ги гледаме состојбите. Не можеме да имагинизираме или нереално да представуваме, а сакаме да разговараме за мултиетничка Македонија во Европска Унија. Значи, имавме ситуација Танушевци под Кале и резултат на таа ситуација конфликт. Значи, како се создаде тој конфликт? Кој страда од тој конфликт? А кој добива? Добро, повелете. Заим Желили од село Опаја, Добро. Кумановско. Сакав само да ги докажам зашто сме земале пушка во раце, поради невработен предрат и невработен сега. Доброволец. Невработен пред војна и невработен по војна, така? Не, невработен и пред војна и после војна, невработен. Ја имам едно прашање. Ако сте биле невработени пред војна и сега сте невработени, значи ли дека повторно војна треба да има? Не. Повелете, продолжете. И сакам да кажам дека јас се сеќам убаво Осваја Нандов, бившиот председател на Собранието на Македонија, за нашите права, лично од него сум го имал слушано, треба преко нишан да ги добиете. И уште еднаш, и уште една. Мој брат, лично од село Опаје, што немаше војна, само имаше полиција и војска, беше киднапиран, 5 дена од Титовелец одведен. И никој никогаш не одговара за тоа. Сакам да кажам колку су биле способни во пунктовите и во селата кај су биле на цивилното население. Добро, добро вечер. Добро вечер за нашиот гледач. Добро вечер. Повелете. Гледат од Битола. Поранеше припадник на безбедносните сили од 2000 до 2005. Господата од Учака би ги прашал дали во Лавце, кога се гаѓаше од џамијата према безбедносните сили на Арама, тогаш џамијата беше мета или тогаш беа мета цивили. А и друго нешто, сите знаеме дека пешадиските мини се забранети. Зошто господата кој го бранеше Слупчане поставуваја пешадиски мини во боровата шума кај Слупчане? Благодарам, толку беше. Добро. Има ли одговор? Зимбели? Има, како нема, зашто да не одговарам. Значи, поставени мини погоре од Слупчане. Значи, си поминал Слупчане, кај сакаш веќе да одиш. Слупчане беше обколена од сите страни и беше гаѓана од сите страни. Цело време се гаѓаше во цивилно население. Ова не знам колку пати треба да се каже за да сватат луѓето дека цело време војската и тоа војска на Република Македонија да војува против својот народ, ова прв пат во светот се случува. Јас ова го кажувам, уште кога почна Танушевци, имавме, ние сите бевме поготвени, бевме и во Куманово, бевме и во Слупчане, униформирани све. Ние можевме уште тогаш, ако сме биле терористи, што го спомнува човекот, ние сме можеле уште тогаш да удриме во гевилски начин, да удриме секаде каде што можеме, сме можеле во полиција, во армија, прошла армијата секој ден покрај нас, ние сме чутеле, чекавме да Република Македонија и власта што беше тогаш да преземе чекори додека уште Танушевци беше само знакот колку да се даде на знање за да седнат на маса. Ги моливме 4 месеци, ништо. Цел момент, секој момент погинуваше по некој човек. Во сред Тетово, пред сите камери, тоа изгледаше како да беше наместена работа кога погина и татко и покрај авто. Таа слика беше толку провокативна што вашата стратегија беше да се издржи што подолго, односно да не се загуби, а не да се победи. Затоа вие не одевте на контактна борба. Значи не дека вие не сте сакале да имате судир со армијата, туку не можевте, бидејќи во тој случај сигурно дека вие ќе нанесевте загуби на армијата, ама ќе претрпевте и своји загуби. Вие немавте такви сили да издржите конфликт со армијата, вооружен судир со армијата таму. Зошто не влегавте онда? Тогаш зошто не влегавте во Слупчане? Затоа што ги користевте цивилите како заложници. Не е било така. Господин Ангелов, зашто Арачинова не го освоивме? Условно да зборам, као македонски безбедносни сили. Тука немаше цивили? Еве да бидам. Не ви дадо. Не ни дадо. Кој не ви даде? Најверојатно меѓународната заедница. Додуше јас тога веќе бев во шок со ова, бидејќи вториот ден имав несреќа да бидам погоден од еден од борците на она најверојатно. И ние првите 2 дена имавме напредок. Во Рачиново ќе беше многу поспоро отколку што некој проектира и планира, меѓутоа Рачиново беше обколено од сите страни. И сигурно дека ќе паднеше. Прашање на ден беше кога.
со тоа што факт е дека ќе се предизвика големи разрушувања. А може ли да ти само кажам еден дали момент. ќе паднеш или не? Може како не? Дури тогаш Арачиново, кога командант Ходжа го викаше пранешниот министер за внатрешни работи на кафе во Арачиново, не знам колку единици од УЧК беа внатре во Скопје. Значи, немало шансе во Арачиново Колку? армија да влегува во Арачиново. Од прилика колку ми Па интересува. сега, тоа е наша работа колку од прилike. Исто така, додека вие кај бунарот војувавте на кој Ступчане, моите специјални единици биле во сред Куманово. И не сте имале шанса никогаш да влегувате во Ступчане, нити во Арачиново. Тогаш војната барале само вашите да единици во завршам, сред да Куманово? завршам само. Тогаш војната во Арачиново да не беа меѓународна заедница, сигурно дека и Скопје ќе паднеше и тогаш ќе дојдеше до една цивилна војна, а ние како УЧК го неќевме тоа. Добро. Како мислите Скопје молам, ќе паднеше? Реси ми. Добро, јас повеќе тука емотивно се дават изјави. Смислам по-објективно да во сврха на тоа, јас сваќам дека тука сме за да се сближиме, да докажеме дека тие ако некој со модерна израелска теорија се сака, омразата не е контра, туку индиферентноста. За да не бидеме индиферентни, тој што може да се омрази, може и да се сака. Затоа, впрочем, и градиме иста држава и мислиме оптимистички понатамо да ја доградиме и да овие белези бидат поука за идните генерации. И нешто приметба господинот го свати цитатот на Џорџ Орвел како заблуда, дека некој бил во војна од заблуди. Тоа не е точно. Мене ми беше земен зборот. Јас мислам поинаку. Ако пред малку се сеќава дека во првата изрека што реков дека прво треба волја да се направи некоја промена, во таквиот обид за прекратување на тоа што господинот генерал рече подолго ќе ги остваривте вашите права, ние фактички действувавме катализаторно да Македонија се здобие со нов устав. Впрочем, тие го бранија уставот кој беше сменет, а новиот устав сега веројатно нема причина да се Јас да нападе. ве прашам, дали вие сега би го браниле новиот устав? Да би го доградиле уште да биде по-либерален, уште правата До никогаш. кога би го доградувале? Која е фазата во која ќе обраните уставот? Фазата за брањење на устав не е некој лимит кој би можеле, например, имаме разновидни држави кои се тоталитарни, па се до крајно демократски. Јас мислам дека многу убаво се живее во Белгија, Холандија, некои, например, Добро. Каталонија. Дали знаеа вашите борци за овие модели, за Швајцарија, за ова, или имаа директива да се нападне, а главните босови беа оние кои го знаеа моделот? Види што, речи си 90% целата командна структура на УЧК биле интелектуалци. И сите знаеле и што се случува во Македонија, кои промени ги барат во уставот, кои се грешките направени до сега за тоа што дојде во војна и што треба да се стори во тој устав за да престане војна. Вас ме прашувам исто како и не си би. Да. Кој устав би го браниле? Дали сегашниот би го бранеле? Сегашниот би го бранел бидејќи полиберален малку, иначе и овој треба стварно да се дотера до тој момент да сите во Македонија бидат исто задоволни и да више престанеме со овие, извини што на израз вака ќе ги кажам, овие глупави работи и да седнеме еднаш сите заедно да работиме на економски план
и да сите добиеме плата, да живееме како луѓе, а не цело време уште да се јадеме со овие. Ова е више заостаната. Едино во Македонија сега, наместо да размислува нешто паметно, ние се враќаме уште да зборуваме кој беше појак во војната, кој беше послаб. Се случи Охридски договор, иако ја сум бил строго против тој Охридски договор, но сите беа за тоа и јас прифаќам, не може се по мој кеф да се промени нешто во држава. Сите беа за тоа и јас се вклучив во тој Ангело, дали процес. кој устав би го бранеле? Само Чумовски. Само